по порталите дека јас сум зборувала од гајби. Ке зборувам и од буриња, и од гајби, и од камен, и од се. Големите европејци признаваат само накитени трибини и многу пари, ништо друго. Ние сме едноставни, нашиот глас ке стигне до секој, не е важно како е испратен и од каде. Синојка се случи нешто што не верував дека во сопствената татковина може да ми се случи. 30 шок бомби беа испукани на овој народ. Па гледам дека никој не им го фати стравот. Никој не се плаши веќе. Ни од шок бомби, ни од солзавци, ни од етикети. Дека сме националисти, примитивни, фашисти и така натаму. Игранката е откриена фашизмот дека и нив сакат да создадат мртвороденче, фашистичка творба од нас сакат да создадат. Дето де прувета сакат да создадат. Непостоечко суштество сакат да создадат. Сакат да не се погребуваме на македонски православни гробишта. Нема тоа да го дозволиме. Сакат да бидеме нешто што не сме. Сакат да не одредат од сите наши македонци во соседството. Тоа се дел од нас, ние сме дел од нив. Секогаш ќе останат во нашата срце и никош тие мостови нема да ги прекинеме. Јас сум внука и Нацо Шопов, големиот поет македонски. Ке ве подсетам, ако не сте секако ја знаете од Нацо Шопов, од нашата епопеја партизанска, но може би не ја знаете величенствената поема на Грамос, која што зборува за егејскиот дел, за пиринскиот дел, за едната наша и единствена Македонија со македонски народ. Дали јас сега треба да се откажам? Сите имаме врски со починатите кои што се вградиле во било која наша историска ваква една ужасна ситуација. Некои дале животи, некои со перо се бореле, некои со ум и така натаму. Се сакаат да скинат. Се. Оваа орвеловска нација измислена нема да има свое минато. Така замислиле. Дали ќе им пројде ова? Не им проаѓа. Не им проаѓа.